Славење и чување на традицијата и споменот на 15-тата поречка ударна бригада на Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија во Втората светска војна. 27 август се одбележува како ден на третата механизирана пешадиска бригада и пешадиски батальон, ден кога армијата се подсетува на предците и нивните херојски дела. Во касарната Кузман Јосифовски Питу во Тетово со воена свеченост беше одбележан денот на единицата. Единиците продефилираа во кругот на касарната, гордо истакнувајќи ги успесите кои ги постигнале во изминатиот период. Сите тие реализирале голем број на задачи и вежби, а се и меѓу првите кои му помогнаа на настраданото население во поплавите, кои го зафатија Полошкиот регион на почетокот од август. Од страна на Генерал-штаб на армијата на Република Македонија. Единицата беше ангажирана за помош на населението од поплавите кои го зафатија регионот на Тетово, во районот на село Доблосте и Смоксте Дубнесет во Тетово. Денешниот трет механизиран пешадиски батальон е подготвен да одговори на потребите и предизвиците кои ги носи и бара денешното време, истакна командантот на првата механизирана пешадиска бригада полковник Зоран Милески. Сите ние заедно реализиравме голем број на задачи, а нашата поддршка е од голема корист не само за армијата на Република Македонија, туку и за реализација на разни проекти и активности организирани на владини институции, локалната самоуправа, јавни и приватни предпријатија, хуманитарни организации, особено во несебичното и хумано ангажирање во справување со поплавите кои го зафатија Тетово и Тетовскиот регион. Не треба и нема да дозволиме да го изгубиме она што макотрпно го стекнавме. Сите вас ве краси висок степен на знаење и оспособеност, водени од патриотизмот и почита кон татковината, професионализмот, обученоста, дисциплинираноста и пожртвуваноста, кои се само дел од квалитетите кои ќе ги искористиме за справување со предизвиците што ни ги носи днината. Прогласен беше и најдобриот вод во единицата, а одреден број припадници на единицата беа и унапредени, наградени и пофалени. На двајца припадници на единицата кои се соочиле со материјални штети за време на поплавите, им беше врачена парична помош, собрана од страна на колегите. Командантот подполковник Атанас Спановски подсети зошто се слави и ја потенцираше важноста на 27 август. Во декември 1944 година бригадата имала 4 батальони, една техничка чета и изведувачки вод, со повеќе од 1100 борци, меѓу кои и 12 жени. За успешната борба против помногобројните сили на германската војска, бригадата е одликувана со орденот Заслуги за народот од прв степен. Денес обележуваме уште еден ден во борбата на народот на Македонија за ослободување и создавање на своја држава. А денешната свеченост е уште една прилика да се подсетиме на нашите славни предци и нивните херојски дела. Почитувани, третиот механизиран пешадиски батальон со својот труд, професионален однос, лојалност и одговорност при извршувањето на поставените задачи успеа да постигне резултати достојни за почит. Дозволете ми да истакнам дека пред вас стојат луѓето кои први пристигнаа и му помогнаа на населението погодено од неодамнешните природни непогоди во Шипковици, Голема и Мала Речица, Доброште, Пореј и градот Тетово. Војници и старешини на третиот механизиран пешадиски батальон. Ја користам оваа прилика да ви одадам јавно признание за вашиот вложен труд за време на извршувањето на оваа задача. Присутните со едноминутно молчење оддадоа почити на загинатите борци за Македонија и загинатите и починатите припадници на армијата на Република Македонија. Дел од воената свеченост беа представници од државната управа, јавните установи и служби, представници на партии, правни и физички лица со кои армијата има соработка. На крајот од свеченоста, припадниците на единицата си посакаа нови успеси во извршувањето на задачите и предизвиците во иднина.